Денеска започнаа градежни активности за асфалтирање на улици во населените места Горно и Долно Лакочереј во рамки на проектот за изградба на примарна канализациона мрежа. Се работи за асфалтирање на улична мрежа со вкупна должина од 700 метри и ширина од 4,5 метри. Се поставуваат 2 слоја асфалт 7 плюс 5 сантиметри согласно проектната документација. Вредноста на инвестицијата за асфалтирањето изнесува 8 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на Општина Охрид. Со реализација на овој проект се подобрува инфраструктурата за жителите на овие населени места. Општина Охрид објави јавен повик за користење на финансиски средства од општинскиот буџет наменети за субвенционирање на даватели на туристички услуги во селски, етно и еколошки туризам. Општината ќе ги субвенционира трошоците за набавка на урбана опрема и стока од траен карактер во контекст на развој на руралниот туризам во максимален износ по барање од 30.000 денари, со вклучен персонален данок во форма на еднократна директна парична помош. За да може да аплицира за користење на субвенции, потребно е лицето да поседува валидно решение за вршење на туристички услуги во селски, етно и еколошки туризам издадено од градоначалникот на Општина Охрид и да започнало со работа најмалку 1 година пред објавувањето на јавниот повик. За добивање на субвенции, давателите на туристички услуги во селски, етно и еколошки туризам во град Охрид до Комисијата за доделување на субвенции доставуваат барање за субвенционирање кое може да се подигне во архивата на Општина Охрид или да се обезбеди од веб страната на општината ohrid.gov.mk. Кон барањето да се приложи понуда со цени за стоки од траен карактер за чија набавка ќе се користат бараните средства и истите треба да бидат одобрени од Комисијата. Копија од решение за регистрирање во регистарот за туристички услуги во селски, етно и еколошки туризам издадено од градоначалникот на општината. Финансиската поддршка се обезбедува во рамки на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2026, а јавниот повик ќе трае 15 дена од денот на објавување, односно до исцрпување на предвидените средства. Јавното комунално предпријатие во Струга започна кампања за подмирување на заостанатите долгови, упатувајќи апел до граѓаните и деловните субјекти навременно да платат. Како и останатите јавни предпријатија и комунално Струга се соочува со сериозни финансиски предизвици, при што вкупниот долг се проценува на речиси 1 милион евра. Од предпријатието подсетуваат дека одржувањето на чиста и уредна животна средина е резултат на секојдневната работа на комуналните работници. Редовното плаќање на обврските не е само законска должност, туку и одговорност. Во меѓувреме, новото раководство најавува промени во работењето и подобрување на состојбите во предпријатието. Мојата цел тука во јавното предпријатие комунално е ние како јавно предпријатие, ние треба да ја финансираме општината, не општината да не финансира нас. Значи, мојата единствена цел е то. Нормално, исто така, чистењето на градот треба исто така да е во ниво и во тој план си работиме. Значи, првите денови од кога јас ја презеов мојата функција како директор, само 2 камиони беа искористливи за собирање на смет. Во моментов сите 7 камиони се моментално сите се активни. Исто така сме примале донации, значи 2 мали камиони. Од предпријатието најавуваат и подновување на возниот парк со цел поефикасно извршување на комуналните услуги. Велат долгот на јавното предпријатие е намален за 1 милион и 600.000 денари. Сме во очекување уште 2 камиони од странство и тие ќе се донација од нашите луѓе, фактички од нашата диаспора во странство, особено од Италија едно и од Швајцарија. Од предпријатието ги повикуваат сите корисници навремено да се обратат во нивните канцеларии и да започнат со регулирање на долговите. Во спротивно, ќе се покренат постапки за извршување кон должниците.
Царинската управа и Министерството за внатрешни работи ги зајакнуваат капацитетите за заедничко делување против обидите за криминал на меѓународните аеродроми во земјава. До крајот на мај се очекува целосно да се стави во оператива граничната меѓуагенциска единица на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, како дел од активностите што ги презема државата во рамки на втората фаза од програмата на Европската Унија и Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал за промовирање на владењето на правото и добро владење преку спроведување на мерки за гранична контрола на пристаништа и аеродроми во југоисточна Европа. На оваа тема се дискутираше на состанокот на директорот на Царина Бобан Николовски, помошник директорот на одделот за гранични работи и миграции при МВР Ивона Стефановска, заедно со регионалниот координатор при Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал Батир Галдиев. На состанокот беше констатирано дека соработката помеѓу Царинската управа и МВР е пример во Западен Балкан и пошироко за ефикасно заедничко делување на царината и полицијата. Борбата со организираниот криминал бара ефикасен и брз одговор на единиците на меѓународните аеродроми во Југоисточна Европа. Организираните мрежи користат сложени логистички структури и ние мора да возвратиме посилно и со здружени сили кон секој обид за криминал. Воспоставувањето на гранична меѓуагенциска единица на аеродромот во Охрид ќе ја позиционира Македонија како пример за успешно и координирано справување со безбедносните предизвици во регионот, истакна директорот на Царината Николовски. Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со општина Дебрца организира јавна расправа по нацрт законот за прогласување на Белчишко блато за заштитено подрачје во категорија 4 парк на природата. Јавната расправа ќе биде организирана на 7 април, вторник, со почеток во 11 часот во сала за состаноци во општина Дебрца. Учеството на јавната расправа треба да се потврди, за што повеќе информации има на веб страната на Министерството. Нацрт законот за прогласување на Белчишко блато за заштитено подрачје во категорија 4 парк на природата е објавен на единствениот национален електронски регистар на прописи ener.gov.mk и на веб страната на Министерството за животна средина. Коментари, мислења, сугестии по нацрт законот граѓаните може да доставуваат најдоцна 10 дена по одржувањето на јавната расправа. Годишниот традиционален хуманитарен настан во организација на учениците од гимназијата Свети Климент Охридски повторно ги обединува младите таленти и хуманоста на едно место. Во сабота 28 март со почеток во 20 часот во просториите на Центарот за култура Григор Перличев, гимназијалците ќе приредат незаборавна вечер исполнета со филмска музика, емоции и солидарност. Публиката ќе има можност да ужива во богата програма подготвена од учениците кои преку својот талент и енергија испраќаат силна порака за заедништво и поддршка. Хуманата цел на овој настан е особено важна. Сите собрани средства ќе бидат донирани за ЕВА, со што секој посетител станува дел од една поголема приказна на надеж и помош, велат од гимназијата. Картите се веќе во продажба во гимназијата и нивниот број е ограничен. Овој петок ќе имате можност уредно да ја одложите старата облека и текстил во контењерите на Тексома, кои што се поставени на неколку локации во Охрид. Од јавното предпријатие Охридски комуналец подсетуваат дека поради проблем со одржување на контењерот кој што беше поставен во Охрид мол, истиот е преместен во рамки на Кам Вилич. Останатите се наоѓаат во дворот на гимназијата, на Економското училиште и Општинскиот електромашински училишен центар, како и во дворовите на основните училишта Григор Перличев, Свети Наум Охридски Пештани и Иванчо Николевски Лескоец. Одлагањето во дворовите на основните и средните училишта се врши во рамки на работното време. Не се одлагаат стари обувки, чанти и слично. Од јавното предпријатие Охридски комуналец ги замолуваат граѓаните кои што имаат потреба од облека да се обратат на зелениот телефон 076 355 327. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време, а кон крајот на денот со услови за повремени врнежи од дожд. Максималната дневна температура се искачи до 14 степени.
Утре во Охрид времето ќе биде облачно и посвежо со услови за повремени врнежи од дожд. На повисоките места ќе провејува снег. Утринската температура од 3 степени, максималната дневна до 8 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -1 до максимални 15 степени. Ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни над 20 литри на метар квадратен. На некои од повисоките места врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег, а на планините ќе се формира снежна покривка. Во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи со послаб интензитет. Во понеделник ќе има преодно стабилизирање на времето, а нови врнежи повторно се очекуваат од вторник.